Благодарам, почитуван подпредседател, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитуван народе македонски. Ова е дно во политиката. Владата предлага разрешување на министер за здравство Беким Сали. Премиерот не кажа ниту една реченица за министерот. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија говорот на премиерот го поздрави со аплауз. Ако министерот Тупанчевски како професор ова ќе го дефинира како пазар 3, многу јасно е дека во суштина размислува дека ова е и малку повеќе од тоа, а тоа го мислат и граѓаните на Република Македонија. Собранието на Република Македонија и владата почнаа да држат на сточен пазар. Па има ли поголемо дно од ова што се случува денес во државата? Никакво објаснување за министерот Беким, за ресорот здравство, за програмските активности на Социјалдемократскиот сојуз и алтернатива, дали беше тоа добра, лоша политика, дали се оправдаа очекувањата, не се оправдаа. Едноставно, министерот Беким беше ставен на пазар 3, на сточен пазар, на бит пазар, на некој пазар и ние сега тука треба да дискутираме. Прашањето е што да се дискутира кога нема аргументи. Сосема е разбирливо зошто ова се случува, почитувани граѓани на Република Македонија, затоа што бродот тоне многу забрзано. Реално, во Република Македонија позицијата на сите страни има проблеми со лидерство. Бродот тоне, капетанот и тепсијата ги нема. Зоран Заев го нема. Тука е премиерот Димитар Ковачевски, кој се уште не може да разбере дека после изборите ќе оди во пензија, затоа што никако не може да се снајде со остатоците од претходникот. Што и да се направи, нема никаков смисол, затоа што државата тоне во кризи, затоа што инфлацијата е најголема, затоа што криминалот цути, затоа што имаме секојдневен атак врз новинарите, затоа што имаме суспензија на демократијата. Почитуван премиер, предлагате разрешување на министер, меѓутоа не сваќате една работа во политиката, дека некој ве мести и сакате да верувате или не, некој ве мести да ја платите целата сметка. Криза има и во Алијанса за албанците. Села мудро се повлече, оставене таравари да го решава овој проблем и како утешна награда, нормално тоа е хациендата во Скопје и за тоа тој треба да одработи и да заврши со својата политика. Политика и проблеми имаат и во ЛДП. Милевски мудро го разрешија, никаде не знаеме каде е човекот, ќе биде фантастично ако го наградите со едно амбасадорско место. За волја на вистината во ДУИ неприкосновен е председателот Али Ахмети, меѓутоа фракциите кои таму се јавуваат се на ниво на политички земјотрес. Во вакви околности не ме загрижува ниту македонскиот народ, го загрижува кризата на лидерство во опозицијата. Не загрижува тоа што на бродот кој тоне се наоѓа и македонскиот народ. Тоа нити е фер, нити е честно према македонскиот народ. Затоа што ќе страдат и македонци, ќе страдат и албанци, ќе страдат и турци, и роми, и сите останати. Искрено, многу повеќе ме загрижува
тоа што треба да се запрашат конечно и State Department, треба да се загрижи и САД и амбасадата, треба да се загрижи и ЕУ, треба да се загрижи и холандскиот амбасадор. Уставните измени за промена на името беа донесени под притисок на кривични пријави, прогони и така натаму. Сите оние што подклекнаа на овие пријави се на слобода. Почитуваниот господин Мухтачи се уште има кривична пријава, иако милион криминалци се оставени да се движат слободно. Кастриот Реджепи се потпиша свесно за разрешување на владата. Преку ног човекот си ја смени својата визија за политиката. Пред влезот на алтернатива во владата се наслушавме на пријави против Хусни Исмаили. За понатаму, од кога ќе влезат во владата, тоа да се затаи. Пред влезот на анса на албанците во владата се наслушавме за инспекции во владата, за инспекции во Гостивар, се наслушавме на кривични пријави против господинот Таравари. Што е заедничко со сите овие случаи? Ова е начинот на кој владее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Уцени, закани, кривични пријави, прогони. Ова не е ниту европска, ниту било каква цивилизацијска вредност. Ова е се само не е демократија. Не е проблем што ударате против демократијата. Проблемот е што ударате против македонскиот народ и неговите интереси. Уште една порака сакам да испратам до Социјалдемократскиот сојуз, поточно до пратениците и функционерите на оваа партија. Верувајте, ќе ве пуштат и вас низ вода. Како што сите се пуштени, што гравитираат кон оваа влада. Никој не сака да го штитите криминалот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Немојте да бидете соучесници со грз луѓе кои не се заинтересирани ниту да присуствуваат на оваа седница, ниту да бранат било што во политиката. Нив ги интересира само криминал. За да ви ја докажам оваа теза, крив за издавање на патни исправи ви се шалтерски работници. Никој повисоко. Крив за тоа што се дила дрога и што се продава дрога од оранжериите ви е шоферот. Крив за сите проблеми и целата корупција во државата ви е администрацијата. Почитувани функционери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, бродот тоне, секој чесен, време е да го напушти тој брод. Затоа што нема вас Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на наредните избори нешто ќе доживее дебакал, ќе се распадне. Затоа што ова не е човечки, ова не е демократски. Ова е само интерес на криминалци кои се собрани и кои дневно продаваат различни приказни. Изборот на народот дали ќе продолжи со овој брод кој тоне е на наредните избори, кога и да се случат. Но народот мора да избере дека Република Македонија не смее да биде сотвена во теснецот и провалијата. Тоа е место за криминалците. Тоа е место за тие што ја уништуваат Република Македонија. Дно во политиката, дно од која мора да се излезе. Час поскоро. Ви благодарам.